дечките кои што прават нешто феноменално, нешто многу интересно и нешто изворно и потекнува село Теарце. Затоа, само за момент ќе да знаете, ќе ми обясни Сашо. Здраво. Здраво, јас сум Сашо Костадиновски, член на групата која пее изворно традиционално пење од селото Теарце. Кажете ми колку време го правите ова, го работите? Па веќе 4-5 години. Од каде дојде идејата за да пеете изворно вака млади, убави, стројни дечки, а да пеете изворно нешто кое што според муабетите што ги слушнав у село го правеле стари луѓе што се, значи повозрастни луѓе кои што пееле на свадби, на свечености? Па пред 5 години, кога започна културно-уметничкото друштво со работа во Теарце, присуствувавме на таа манифестација и некако ми се допадна на дечките и почнавме да работиме. Снимавме од старите, заедно со нив работевме, пеевме, не учеа како треба да изгледа тоа. Тоа е од Теарце, вака треба да биде, може и така, ама овде вака треба да биде. Значи, напреднавме во тој поглед многу добро и се надам дека... И сега одлично звучите. Па, така мислиме ние. Ме интересира од каде ги црпите инспирација за тоа што го пеете, дали тоа се песни кои што се останати од стари, како што изворно пењето се изворни и песните, или има и нешто што е ново што може да вие го искомпонирате да звучи да биде така убаво. Видете вака сега, тоа е една, како да кажем, дар од Бога, кој што се пренесува од колена на колена. За жал во денешно време ги има многу малку. Ние сме тие кои сме најмлади тука, можем да кажем, во цело Тетовско, кои негуваат ова традиционално пење. Би сакале да има и повеќе, но се трудиме. Од каде песните? Од старите, од луѓето. Значи тие си пеат, ние си ги слушаме, си ги снимаме, си ги работиме посебно дома. Може ли вие дома да седнете и да смислите песна која што ќе биде испеана изворно? Да, ама тоа нешто не е како традиционално, туку нешто наша комбинација која ја правиме. Како што може да видите, се наоѓам се уште во дворното место на соборниот храм Свети Димитрија во село Теарце. Во непосредна близина е џамијата. Ова е село кое што е мултиетничко, значи има и албанци, има и роми, има и македонци и сите тука преубаво живеат. Во пазувите на Шарпланина ова село функционира како што може да видите. Селски, ама градски. Преубаво. Ги оставаме луѓето во добро расположение од село Теарце да продолжи го живеат животот на оној начин на кој што видовте, со сите оние природни убавини, сето она што ги обкружува и сето она што е убаво, а кое што можете да го приметите во оваа репортажа. Да ве потсетам дека Мое село со кирилична поддршка на YouTube каналот на sitel.com.mk и ги добивате сите репортажи како резултат, за да може да погледнете меѓу кој да репрезират и оваа за Теарце. Обавезно, бидејќи според мене ова е едно од подобрите. И да не заборавите, на Facebook има Мое село со кирилична и латиничка поддршка. Сеедно, кога ќе напишете, ви искача страната, тука оставете контакт број и име, за да може да ве побараме и вашето село да биде следно во серијалот репортажи Мое село во склоп на утринската емисија на Стидел телевизија Сакам Македонија. Од мене толку, ги оставам дечките да продолжат со изворното пење и да покажат што значи традиција, што значи убавина. Ве поздравувам и посакувам убав ден, се гледаме некоја следна прилика од некоја поубава или под една хубава селска средина. Поздрав!